Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме шпагети болонјезе. Сите знаат да приготвуваат шпагети болонјезе, но исто така сите имаат свој рецепт. Денес ви го представуваме нашиот рецепт, но сигурни сме дека и вие имате да споделите некој рецепт за шпагети болонјезе на мои рецепти. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 150 грама шпагети, една голема главица бел кромит, 2 до 3 чешниња лук, 300 грама мелено месо, 100 грама сланина, една чаша црвено вино, половина конзерва и сечкани домати, пармезан и макдонос за украсување, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Исечкајте го кромидот на коцки. Не мора да бидете премногу уредни, затоа што кромидот ќе стане дел од болонјезе сосот. Сега излупете го и исечкајте го лукот. Исто така исечкајте сланината на коцки. Загрејте тавата на среден оган и ставете малку маслиново масло пред да ги запржите кромидот и лукот на среден оган. Потоа ставете сланината. Сакаме да ги омекнеме кромидот и лукот и истовремено да го извлечеме вкусот на масната сланина во смесата. Парчињата сланина овде треба да му дадат вкус на сосот. Извадете ја смесата од тавата и во истата тава ставете го меленото месо, убаво растурете го и пржете го додека надворешноста потемни. Надворешноста на месото ќе потемни за приближно 5 до 6 минути. Вратете ги кромидот, лукот и сланината во тавата. Зачинете со сол и бибер. Потоа ставете ги сечканите домати во сосот. Сипете ја чашата вино. Гответе на средно силен оган и оставете време вкусовите да се спојат. Време е за тестенините. Ставете ги шпагетите во зовриена солена вода и покрите го тенџерето со капакот. Повремено промешувајте. Време е за сервирање. Прво ставете ги шпагетите во чинијата, потоа прелите ги со болонјезе сос. Украсете со пармезан и ситно исечкан макдонос. Што мислите? Нема сомнение дека овој рецепт е различен од вашиот, но пробајте го. Доколку имате во домот, зошто да не додадете и малку балзамиран оцет? Само запомнете, крчкајте го сосот доволно долго за виното и оцетот целосно да испарат, зашто во спротивно ќе добиете горчлив вкус. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.